Дамјановски на новинарско прашање за лошата финансиска состојба на ракометарките на Куманово кои трајат веќе подолго време, изнесе свое лично видување за целата состојба. Клубот е приватен клуб, организиран од некои ентузијасти, има своји чланарини и така натаму. Ние годишно обезбедуваме комплетен превоз на сите категории на ученици, тоа е огромен трошок за општината, бидејќи тие автобуси ние ги взимаме за некаква цена. Најголемиот проблем оваа година беше нивното учество во купот, меѓународен куп, дали беше Челендж куп, дали беше ЕКФ некој куп, не знам, некој куп беше. И они прво кол играа со некои шпанки, каде управата одлучи, наша сугестија беше да се игра на едно место, да тука биде Куманово, да екипата изигра, бидејќи тоа се драстична разлика во квалитет на екипите, меѓутоа управата инсистираше да патува во Мадрид. Од разбирливи причини да се гостува во Мадрид, меѓутоа Куманово нив ги подржа со негде 280.000 денари за да патуваат на тоа патување. И сега, ако тоа сме го покриле како ставка, другите позиции не може да бидат покриени, бидејќи ние инсистираме. Меѓутоа бевме преагресивно дочекани кога кажаме дека е подобро да платиме едно спиење на гостинската екипа овдека и да одиграме две утакмици, меѓутоа они имаат желба дека тоа е први пат таква шанса и така. Ја го разбирам. Ја разбирам и нивната желба и ентузијазмот. Меѓутоа нашата можност за финанска подршка и тука се створи една дупка поголема. Во меѓувремено ние постојано пуштаме минибуси, автобуси, зашто они имаат во три категории. Имаат и јуниорки, играат и пионери, играат и сениорки, така натаму. И ја тоа не го водам, го води Сојуз на спортовите. Меѓутоа, они мимо тоа сака надокнада на други средства. Јас тоа ги предочив уште во септември, октомври, дека ќе наидеме на тој проблем. Меѓутоа, еве, на жалост, не го разбраа и сега ги користат овој простор и се ферува целата енергија према нас. Јас знам дека има незадоволство кај нив, меѓутоа они треба да разберат дека целиот буџет реализиран во развојната програма на спортот околу 13 до 15 милиони зависно од година. И покрај се останува дилемата како раководството и ракометарките ќе бидат задоволни од ваквиот одговор на првиот човек на градот.